Особено ми е мило што денес сум во посета на Прилеп и тоа со навистина богата агенда на многу настани. Меѓу другото, денес ја пуштаме во употреба и оваа зграда со 76 станови, наменети за ранливи и социјални категории на граѓани, за кои владата на Република Македонија инвестираше приближно 1.700.000 евра во изградба на оваа зграда. Оваа зграда е одраз на принципите на хуманост, социјална правда и солидарност, кои се едни од основните начела на кои се поставени политиките на владата на Република Македонија. Врз основа на овие принципи, покрај борбата за што побрз економски развој, намалување на невработеноста и подигнување на стандардот на социјално најзагрозените граѓани, продолжуваме и со проектот за изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи категории на граѓани. Токму во рамките на овој проект е и оваа зграда која денес ја пуштаме и која ќе им помогне на 76 семејства од Прилеп да го остварат својот сон, да имаат свој дом и да бидат свој на своето. Покрај оваа зграда, досега во рамките на овој капитален проект се изградија згради во Скопје, во Македонска Каменица, во Охрид, во Кочани, во Кавадарци, во Штип, во Крива Паланка, во Кичево, во Демирхисар, во Ресен, во Битола, во Берово. Во оваа фаза на градба се и две згради во Македонски Брод и Кочани, а наскоро ќе отпочне со градба и една зграда во Гостивар. Сакам да ви информирам дека за оваа зграда, која има 76 станови, веќе заврши јавниот повик за аплицирање. Очекуваме овој месец да спроведеме и прелиминарна јавна распределба и да ги доделиме на лица кои ги исполнуваат критериумите пропишани по повикот. Оно што сакам да го потенцираме дека социјалните станови ќе се распределуваат по строго транспарентна постапка преку електронска распределба согласно методологија за бодирање на кандидати за добивање на социјален стан од закон. Значи не постои простор за манипулација со апликациите, што значи дека лицата што ќе ги исполнат сите критериуми и имаат најголем број на бодови, ќе ги добијат овие станови. Исто така сакам да напоменам дека предност при добивање на овие социјални станови ќе имаат децата без родители или родителска грижа. Нашата борба не застанува тука. Продолжуваме понатака, зашто знаеме што на народот му е најпотребно. А тоа е сигурен и топол дом. Отпочната е нова градба во Македонски Брод, Кочани, а деновиве ќе отпочнеме и градба на 79 станови во општината Гостивар. 76 социјално загрозени семејства, деца без родители, лица со посебни потреби и други ранливи категории ќе добијат нов дом. Владата на Република Македонија, како и локалната самоуправа, посветуваме големо внимание на секој дел од општественото живење. Нашите ветувања ги реализираме преку капитални проекти ветени во нашата програма. По завршувањето на конкурсот од Министерство за транспорт и врски ќе го најдат својот дом, ќе се вдомат во оваа зграда која е направена по европски норми безпрекорно да функционира.